Добар ден, почитувани гледачи. И мозокот, како и секој друг орган по телото, може да биде седиште на тумори. Како и сите тумори, и мозочните тумори може да бидат бенигни, малигни или пак донесени од некој друг орган, односно состојба и ситуација кога станува збор за метастази. Симптомите зависат од локализацијата на туморот, но најчесто она на што се жалат пациентите или пак и не мора секогаш тоа да биде правилото е честата главоболка. Но не секоја главоболка значи мозочен тумор. Затоа во денешната визита ќе ги разграничиме сите овие ситуации и состојби кога главоболката е симптом за мозочен тумор или што е она на што треба да посветиме внимание и каква е незината поврзаност со мозочните тумори. За оваа тема денеска разговараме со доктор Љулзима Гај, специјалист неврохирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден, доктор Гај, и добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Така. Секогаш велиме кога ги презентираме информациите и кога зборуваме за нешто, посебно кога станува збор за одреден здравствен проблем или кога генерално станува збор за здравието, мораме да бидеме внимателни, да ги одбираме зборовите за да не ги исплашиме во моментов и во случајов, нели, гледачите, конкретно зборувајќи за главоболката, која што е чест симптом и честа тегоба, која што ја чувствува секој од нас, речиси, можеби и секојдневно. Затоа ја одбравме темата главоболката како тегоба кај мозочните удари. Ама за да ги разграничиме работите и за да знаеме кога треба да побараме лекарска помош, консултација за нешто да се направи како испитување, да се потврди или пак да се отстрани сомнешот. Дозволете да започнам емисијата со еден цитат на мојот умилен писател Љоан Старова, во кој се вели Скопје, раскрсница на минливоста помеѓу картезијанството и мистичната фаталност. Што значи? Тоа е едно секојдневие со кое се соочуваме, се обидуваме рационално да ги дешифрираме секојдневните мистерии, така и во медицината, на рационален, научен, европски пристап. Од друга страна, кога нема да биде одговорот задоволителен, тогаш се појавуваат тие мистични фаталности и тоа едно наследство од средниот век, од Ориентот со некои мистични интерпретации и тука се комплицираат работите. За да се даде еден конечен одговор, значи на ова прашање би требало првенствено да ги видиме сите достапни медицински статистики, аспекти и така натаму. Дали треба при секоја главоболка да се сними главата, односно мозокот? Тоа е основното прашање. Во Америка е направена една голема студија која освен медицинските ги опфаќа и економските аспекти. Зошто економските? Да кажеме, во 2012 година во САД се потрошени 2,8 трилиони долари за медицински услуги. Тоа е цифра со 12 нули. Или по глава на жител се потрошени 9.000 долари. Тоа е огромна сума, затоа американците прават статистики и врз основа на истите одредуваат некои гайдлайнси, препораки, упатства како рационално да се однесуваат кон секој конкретен проблем. Во конкретниот случај, значи, традиција е да се интерпретира една главоболка во рамки на мозочен тумор на рационален начин. Што е тоа? Добрата вест е дека 90% од главоболките се од така наречен функционален карактер со кои се занимаваат невролозите. Тие се мигрените, мигренозните или васкуларните главоболки, понатаму тенсионите главоболки како резултат на премореност, на секојдневниот стрес и така натаму, кластер главоболки и други видови од овие функционалните типови. Значи, тие се лекуваат и ако се, да кажеме, долготрајни, досадни, се лекуваат на така наречен конзервативен начин, со примена на лекови, примена на одредени диети, промена на животните навики. Значи, на тој начин се помага на овие пациенти.
Сега, главоболката како симптом на мозочен тумор. Така. Постојат мозочни тумори без главоболка. Но Значи постојат не мора мозочни... секогаш како симптом така да се не појави. мора да има. Не мора да има. Има случајно откриени тумори без пациентот да има понекогаш некоја тегова и тие ги викаме инциденталоми. Посебно кај повозрастни лица можеме да најдеме некој мирен менингеом, тоа е бенигни тумор, во некоја периферија од главата, која не прави некој голем проблем и во тие случаи му препорачуваме на пациентот мирно лекување, што значи без операција, без некоја посебна акција, само следење на состојбата. Значи има и такви. Значи, дури да се открие мозочен тумор, не сакам кај гледачите да создадам чувство на паника. Значи тогаш тоа треба да се интерпретира, соодветно да се види конкретно дали врши некој проблем, притисок и така натаму, и врз основа на тој момент се одредува и стратегијата на лекување. Бидејќи најчесто веројатно и најмногу не плаши кога ќе се спомене нешто на мозокот, така, посебно тумор на мозокот. Ни звучи и страшно и најмногу се плашиме од такво нешто. Така е. За среќа, мозочните тумори се многу поретки во однос на другите тумори. И тоа е добрата вест, така, дека се во мал процент застапени, ама не смееме пак нели да ги занемариме. Сепак статистички имаме пациенти со тумори и не се знае кој кога може да биде таков пациент. Значи, многу по-чести се другите тумори на другите локации, на дебело црево, на белите дробови, кај жените, на дојките и другите органи, но мозочните тумори се застапени во однос на другите онколошки овие болести од 1,5 до 2%. Така, така. Значи, многу помалку. Сега, тука одреден дел од овие тумори се и со потекло од други органи, така наречени метастази. Дури се случува понекогаш, како што напредува технологијата, сега имаме моќни апарати за откривање на тумори, што е голема помош за нас лекарите во однос на нашите колеги кои лекувале пред 30-40 години. Значи, веднаш може да направиме диагностика. Да се вратам на тоа што го започнав, се случува дури да се открие метастазата од некој примарен тумор, а самиот примарен тумор да биде без некоја клиничка манифестација. И што се прави тогаш? Доколку е метастазата една пристапна за хируршко лекување, истата се лекува и со патохистолошка диагностика се утврдува по можност потеклото од каде потекнуваат тие клетки и се одредува, значи, потеклото на примарниот тумор и понатаму се вршат дополнителни онколошки проценки за да се види што понатаму со лекувањето на овие пациенти. Тоа значи дека веќе сме почувствувале некаков симптом или потешкотија во главата? Да. Така? И е направено такво снимање, исследување и е откриено, па на тој начин се открило дека некаде на друго место постои проблем. Да. Значи, уште од самата снимка и радиолозите и ние неврохирузите пласираме некои предпоставки за природата на туморот, за можноста тој да биде примарен или метастатски, или да има некоја друга природа, но дефинитивната природа на процесот на неоплазмата се одредува со отстранување на истата и со патохистолошка верификација. Така. Многу е важно симптомите и симптоматологијата, велиме, оние знаци кои што ќе ни укажат на нешто дека не е во ред, па за да се направи навреме неопходното испитување. Кога ја споменуваме главоболката, на кои симптоми треба посебно да обрнеме внимание? Која главоболка би можела да биде или да укажува на некаков друг проблем, конкретно на мозочниот тумор? Типично би било некоја главоболка која се појавила кај личност што немала воопшто порано главоболки.
секако треба секоја појава на таква една евентуална главоболка да се интерпретира во рамки на конкретниот пациент. Да кажеме, главоболка може да биде и во рамки на некоја вироза. Да има пациентот грип, да има настинка и тогаш нормално ќе се зима лекови од таа категорија, парацетамол, аспирин, аналгин и ќе си помине. Но, доколку една главоболка е упорна, не поминува, и да не кажеме доколку е придружена со други некои симптоми, да кажеме со пореметен вид, со отекнување на окото, со пореметен говор, со промена на личноста, со појава на, да кажеме, слабост на раката, на ногата, со појава на евентуален епилептичен напад, тогаш немаме дилеми, дефинитивно тој пациент треба да го упатиме на снимање. Дали тука се зема во предвид и силината, јачината, интензитетот на болката, кога во текот на денот или пак најчесто се споминува кога станувате наутро или после спиење, ако почувствувате силна главоболка, Така би можело ли тоа да биде? Уште како студенти по медицина сме научени да интерпретираме една таква утринска главоболка која е придружена со мачнина и повраќање како потенцијален знак за мозочен тумор. Но, според новите емпириски сознанија, не мора да значи дека секогаш главоболката ќе има таква природа, таков карактер. Може да има, да кажеме, да се појави во друг период од денот. Значи, нема некое одредено правило. Не го врзуваме само со утринските часови. Симптом останува тоа што го кажавте, една утринска, значи во 4-5 часот са бајле, доколку се појави кај пациент што претходно немал такви тегоби, доколку е таа главоболка придружена со мачнина, повраќање, тогаш дефинитивно треба да оди на лекарски преглед. Мора да ги има тие придружни симптоми и тука веќе треба, нели, нешто? Првично дури без придружни симптоми, само оваа главоболка, ако се појави, тоа е доволен знак за преглед на невролог и размислување во насока на снимање на мозокот. Така, првично како и со што се почнува? Информациите кои ги добивате од пациентот или пак од неговите најблиски се нешто што... анамнеза и хетероанамнеза, значи податоците што ги добиваме од пациентите. Во принцип е убаво да се има еден дневник да се води за главоболка, каде ќе се опишат тие главните карактеристики, појавата, време траењето, придружните евентуално знаци и така натаму. Тие се многу важни податоци за лекарот и после интерпретација на тие знаци се проценува конечно дали кај конкретниот пациент треба да се направи снимање. Така, некогаш самиот пациент можеби не е во состојба да објасни или да каже што колку време трае каква главоболка, она што најблиските го забележуваат. Затоа се многу битни податоците од блиските членови на семејството, понекогаш колегите од работа, соседите, понекогаш пациентите дури се плашат да ги кажат симптомите, а некој таков симптом може многу да е битен за нас лекарите, за да можеме да му помогнеме на пациентот. Така, од она што го споменавте и во симптоматологијата, менувањето на однесувањето на човекот, промена на расположението, личноста, значи не велиме само главоболката како нешто што ве измачува и ве тишти, туку и многу други работи, така се земаат во предвид. Тоа е во рамки на така наречени општи симптоми на мозочни тумори. Понекогаш не зависи од локацијата. Доколку туморот притиска врз одреден центар, да кажеме центарот за говор, ќе се манифестира со пореметување на говорот. Додека притиска во близина на центарот за движење на спротивната рака и нога, ќе имаме манифестација од тој тип, значи слабост на раката и ногата. Понекогаш туморот може да биде во ги викаме неелоквентни подрачја на мозокот, каде што нема да имаме знаци од овој тип, но со растење на туморот ќе настанат така наречени општи знаци кои се резултат на
покачениот интракраниален притисок. Тогаш ќе имаме манифестација главоболка придружена со повраќање, после еден офталмолошки знак кој се открива со едно специјално гледање на очното дно, се вика едем на папилата на оптичкиот нерв, а може во рамки на овие симптоми да имаме и промена на личноста. Значи, што значи тоа? Пациентот не размислува на ист начин, се однесува кон истите состојби секојдневни на чуден начин и тоа најубаво го приметува семејството и реагира. Така. Со тоа што ќе ги даде тие податоци на лекарот и понатаму веројатно ќе се планира снимање. Така. За брзо време ќе ги вклучиме и нашите гледачи да ги слушнеме и нивните прашања. Само би сакала кратко да ве прашам, постои ли возрастна група, возрастна граница, период во животот кога почесто се јавуваат или луѓе кои што се со зголемен ризик? Од 40 до 60 година е најголемата инциденција на појава на мозочните тумори. Првенствено од глиален тип. Глиоми, глиобластоми и така. Но не значи дека и другите групации се поштедени, но ова е најчестата популација. Така, да. Како ризик фактори или причини познати ли се докрај или пак не можеме конкретно да зборуваме? Некој фактор кој би можеле да го кривиме дека е узрочник на мозочен тумор. Но може да напоменеме едно сомнение, да кажеме некое непотребно често снимање на мозокот би можело кај деца, на детска возраст, да биде поврзано со појава на тумори во еден касен период. Тоа е веќе друга тема, но не е лошо да се спомене и тука дека треба да бидеме рационални со снимањето кај децата, посебно кај повреди на главата. Нормално родителите се успаничени и сакат веднаш да разјаснат дилемата дали се случува нешто или не. Меѓутоа, многу е битен адекватниот лекарски преглед и доколку нема некоја основа за снимање, истото да не се направи, оти така ќе му наштетиме на детето. А децата се често изложени на повреди, така нели, да, колку и да внимаваат самите, колку и да внимаваат родителите, а и тука е нели многу важна и довербата меѓу родителите и лекарите, така она што вие ќе го препорачате посебно кога станува збор за децата, она најранлива категорија, велиме, и најмногу се грижиме за нив кога некаков проблем ќе се појави. Тука доаѓаме до еден друг феномен кој е присутен и на западот и кај нас. Defensive medicine се вика, одбранбена медицина, значи лекарот под притисок на семејството и на јавноста и од страв да не погреши, понекогаш индицира повеќе снимања него што се реално потребни. Тука е нормално искуството. Затоа е многу важно да се направи еден баланс, да има взаемна доверба помеѓу пациентите и лекарите. Нажалост, во нашата држава не можеме да се гордееме со нешто такво. Имаме случаи на пукање на лекарите, голема нервоза, така да во една таква атмосфера не може да се очекува еден лекар да донесе секогаш рационални некои одлуки за лекувањето на пациентот. Значи, во една порелаксирана, помирна атмосфера се носат и поздрави одлуки. Така, да. И ако е оправдано, ако е потребно, ќе се направи. Ако нема потреба во моментот, така не мора, за да не направиме простор за понатаму во годините да се појави некаква одредена компликација. Или да го кажеме истото на друг начин. Ако денеска направиме снимање на мозокот на некој пациент, не значи дека и во иднината сме сигурни дека нема нешто да се појави. Значи, тука и факторот време. Во одредениот момент сме исклучиле постоење на некоја болест на мозокот, но не значи дека после 3 или 6 месеци нема нешто да се појави. Така, да. Кај проблеми здравствени и болести, ако ја не ја знаеме причината, односно ако не постои причина, тогаш не можеме ни превентивно да делуваме, бидејќи за се велиме, нели, работете на превенцијата за да не предонесете да се појави некој проблем. Но овде, во конкретниот случај, е важно да ги следиме симптомите и она што телото како знак ни го дава, така? Превенција имаме, да кажеме, кај други видови на тумори. Да кажеме, многу е битно кај туморите на дебело црево да се
прават од време на време колоноскопија, посебно кај мажите. Кај жените треба чести прегледи на дојките. И мислам сите тие аспекти се воглавно добро покриени и информација има адекватна. Слична некоја паралела за туморите на мозокот нема. Не може да повлечеме оти, нема некоја превенција. Да се снимаме на секои 3 месеци, нема логика. Нема логика, не само од финансиски аспект, и од еден психички аспект. Тоа би било исцрпувачки. Ние ќе живееме до следниот ден на снимање, да видиме што ќе покаже снимањето. Значи, дефинитивно нема некоја превенција во таа насока, со тоа што треба внимателно да видиме при појава на одредени симптоми, истите да се интерпретираат рационално и да се донесе вистинска. Тука да не задоцниме со навременото одење на лекар. Да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете доколку веќе го имаме и првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Момент. Ќе го намалите само тонот на телевизорот за да можеме поубаво да се слушнеме, да се разбереме. Ајде, ве очекуваме. Сега. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот и до водителката. Ви благодариме. Имам едно прашање. Нон-стоп сум со главоболки. Многу. Вчера на дежурна, еве се вали кај имам снимано глава. Резултатите супер, а тоа се преку ноќ на савајле, главоболки неиздржливи. Ако не примам инекција, значи нема подобрување. Колку години имате, господја? Да кажам, имам оперирано ребро, тумор на ребро, бенигни. Да. А возраста, доктора Гај прашува колку? 53. 53. Дали сте под надзор на лекарот што ве оперирал? Дали имате... Не. Да, природата на таа операција што била? Нема проблем. Нема проблем. Нема проблем. Одлично. Значи не би требало главоболката да биде поврзана со главоболката по 91. Така. 91, многу одамна, да. Предпоставувам дека се работи од тие главоболки што ги спомнав на почетокот од емисијата, што се од функционален карактер. Значи, тие обично, што, ако добро ве сватив, сте направиле снимање, добро е снимањето, тогаш нема подлога некој тумор или таква појава. Најчестите главоболки се токму тие од функционален карактер, кои се мошне, досадни, мошне, упорни. Тука ве советувам да најдете некој добар невролог. И со една посета не можете да завршите работа и да се излечи оваа главоболка, на жалост, тешко дека ќе може, но може да се намалат нападите, интензитетот на истата, а вашиот невролог ќе ве упати, ќе ви каже веројатно начини на променување на некои навики од секојдневието, можеби начинот на исхраната и ќе ви одреди терапијата со цел полесно да ги пребродите овие главоболки. Така, да се намалат, да се ублажат, така да се одржуваат во некоја контрола, ако може така да кажеме. И покрај развојот на медицината, овие главоболки и понатаму се прилично упорни и се голем проблем во секојдневието. Така, да, веројатно во онаа категорија, како што споменавте, има луѓе по 20 на години, да речеме со таков некој тип на главоболка, се соочуваат и се справуваат. Доколку, повторно на таа тема, доколку карактерот на тие главоболки се измени, има некој нов момент, нешто поинако од она што досега го чувствувале како проблем. Значи, доколку тој стереотип што го имаме 20 години на некој начин се измени, тогаш треба внимателно да се интерпретира. Нешто друго да се пресеме. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Ало? Ве слушаме. Јас имам главоболка и еве неколку години уназад.
Исто така ме фаќа ноќе главоболка, може да ме држи по цела ден, на пример. Дали сте направиле некое испитување, господјо? Некое снимање? Сум се правила магнетна резонанца, пишуваше уредно, ми кажува, Одлично. а пијам депрозел, ми дадоа од невролог. Така. Со крвниот притисок како стоите? Па, некогаш редовно, некогаш малку попокачен. И тука, господјо, како и кај претходната слушателка, предпоставувам дека се работи од тие главоболки кои се најчести, 90% од вкупните главоболки функционални. Тие се, ви велам, најупорни, тешки за лекување. Не е лошо вие да водите еден дневник за вашата главоболка, колку често се појавува, колку трае нападот, дали е придружен со некоја друга тегоба и така натаму, и да бидете во контакт со вашиот невролог, понекогаш, сигурно терапијата ќе треба да се измени. Може би ќе ви даде и некој совет, да кажеме да се обидете со некој спорт полесен да се занимавате, може би некој фактор од исхраната да измените и на тој начин да се ублажи главоболката. Така. Добар ден и за следниот гледач, да го слушнеме и вашето прашање. Повелете. Добар ден. Добар ден. Се јавувам за едно прашање до докторот. Така. Има една недела кај што ме жега десната страна догоре до главата. Ме боди ко со игли. Бев на лекар, наушни лекар, ми даде парацетамол и еглоним. Меѓутоа, 2-3 часа ќе ми делува и после пак ќе ме жега. Како со игла. Дали е од увото, дали е шо е или нервот е, то не знам. Да. Господјо, може да е главоболка од типот на невралгична главоболка, тоа е последица понекогаш на страдање, приклештување или така на некој нерв. Нерв, обично тие се кожни нерви, сензитивни, кои се осетливи на некоја промена. ОРЛ, колегата ви дал една терапија, евентуално да се консултирате со невролог или неврохирург, да се види таа главоболка, да не треба со некое снимање дополнително да се интерпретира или да се направи некоја поинаква стратегија на лекувањето. Значи ви препорачувам невролог првенствено да ве види со оглед да ова личи на невралгична болка. Невралгична. Така, како одеднаш, пулсирачка, како на едно место нешто како да прободува, така? Тоа е, тие се обично такви главоболки од невралгичен карактер. Така. Значи треба на лице место неврологот да процени и да види да не треба некоја друга терапија. Така, веќе е направен еден првичен преглед кај доктор за уво носидро, Уво, тоа е сега убаво, добро е значи и исклучени невролог. се некои Така, други да. патологии, не е лошо и невролог да види пациентката. Така. Бидејќи си има и друга терапија, други лекови кои што може во моментот и треба нели да се користат, а не само за смирување на Така е. на Понекогаш главоболка. треба тимска работа, да се консултира еден, втор, трет лекар за да се оти некои патологии се гранични. Да. И тука зависи кој лекар конкретно. Мислам конкретно дека треба невролог да го види овој случај, оваа пациентка. Така, да. Кога станува збор за диагнозата, ние првично и нешто, нели, начнавме и поспомнавме, да, оној првичен разговор на неврологот, така докторот со пациентот, потоа, ако веќе се појави некаков сомнеш, што е следното во поглед на снимањата, на исследувањата кои што треба да ги восстанови неврологот и да се продолжи понатаму?
Тоа зависи од капацитетот на институцијата. Обично се започнува со компјутеризирана томографија, која ни дава многу валидни податоци, а доколку, да кажем, интуицијата на лекарот зборува за нешто друго, може и директно да препорачува магнетна резонанца со или без контраст. Тоа е, да кажеме, конечното снимање кое ќе потврди постоење на евентуален мозочен тумор. Дали е бениген или е малигне. Така. Да. И врз основа на снимањето ќе се види што понатаму. Така. Во поглед на лекувањето и терапијата, кај бенигните, кај малигните или пак оние кои што се метастатски, нели, донесени од некој друг орган? Значи, секој пациент е посебен. Одиме кон иднината каде што медицината ќе биде строго индивидуализирана. Се обидуваме и во денешно време со таков пристап да му помогнеме на пациентот. Значи, првин треба да се види возраста, самиот пациент, придружните болести, шеќерна болест, крвен притисок и така натаму. Некоја евентуална онколошка анамнеза, операција поради некој друг тумор и така натаму. Сите тие податоци се многу битни и после конкретно самиот мозочен тумор. Ако се работи за повеќе метастази, тогаш не оперираме, може да се препорачи зрачење. Ако има еден тумор, кој и според нашите критериуми е полесно или потешко достапен за операција, во секој случај се проценува можноста за оперативно лекување. Понатаму, со тој материјал одиме на патохистолошка диагностика, каде што конечно ќе се процени природата на туморот и врз основа на овој податок ќе се одреди лекувањето. Дали ќе треба зрачење, дали не. Во принцип, ако се работи за бенигни тумор, тогаш нема ниту зрачење, ниту хемотерапија. Ако е целосно со самата операција, така? Не дека тука завршува се, меѓутоа се прави операцијата, нема потреба од оние другите со самата зрачни. операција, Так. ако е квалитетно изведена, ако е целосно отстране туморот, сметаме дека процесот е излечен. Так. Но сепак и тука треба пратење на состојбата. Оти при кај појава на туморите, механизмот на стварање на клетки е пореметен и може да постои тенденција и после целосно отстранување истиот повторно да се појави. Така, така. Кај малигните тумори, веќе по извршената нели хируршка интервенција, следува и нешто дополнително друго. И кај малигните имаме една патохистолошка градација или класификација, каде што имаме помалку или повеќе малигни. Најмалигните се глиобластомите, глиобластома мултиформе. Тие, нажалост, се со лоша прогноза и тие се, освен операција, лекувањето се врши и со дополнително зрачење и со хемотерапија. Така, така. Глиомите со понизок степен на малигност, тие во зависност од степенот се одредува кај секој пациент посебно дали и што е потребно од додатното онколошко лекување. Така. Значи стратегијата во тоа што ќе се одбере и како нели ќе се продолжи понатаму зависи од многу фактори, возраста и состојбата на пациентот и ред други нешта кои што убаво е да се направат состаноци помеѓу тимови што лекуваат вакви пациенти, значи онколог, неурохирург. Еден мултидисциплинарен пристап, така кон сета оваа состојба. Во тој случај се донесува најдобра одлука за лекувањето на пациентот. Така. При крај сме на емисијата. Туморите, мозочните тумори во детската возраст. Можеме ли барем накратко нешто да споменеме? Тука има еден малку деликатен момент. Кај возрастните мозочните тумори се со помала застапеност во однос на другите тумори. А кај децата се, нажалост, нешто повеќе застапени, некаде околу 20% во однос на другите локации. И тука треба да бидеме внимателни. Како што учев на педиатрија, некогаш детето не е мал човек, туку е посебен пациент. И клиничката слика, значи тегобите, симптомите се многу поинакви и треба многу да внимаваме
како ги интерпретираме, се случува да кажеме едно дете со недели, месеци да повраќа и да се фокусираме на потенцијален проблем само, со желудникот, а да е тоа манифестација на нешто друго, некој тумор на мозокот, на малиот мозок. Значи и кај децата убаво е да се следи состојбата и да се прегледа детето кај некој искусен неуропедијатар. Што тие симптоми, доколку има едно упорно повраќање кое и покрај овие средствата против повраќање и покрај превземените други мерки со исхраната и така натаму, не дават некој резултат, тогаш треба да се мисли на снимање. Така. А децата некогаш и сами и не знаат и да ви кажат и да ви објаснат така како, од каде потекнува теговата или потешкотијата која што ја чувствуваат, но секоја промена од она нормално што би требало да биде едно секојдневие, треба да ги упати родителите дека треба навреме да направат. Заклучокот од сето ова што денеска го зборувавме би требало да биде дека не секоја главоболка значи мозочен тумор, но не смееме да ја занемаруваме како некој симптом или некоја потешкотија која што не измачува често, бидејќи може да е симптом не само на мозочен тумор, туку и на некој друг здравствен проблем, да се крие за тоа. Апсолутно. Во секој случај, секој пациент треба убаво да се прегледа и да се интерпретираат резултатите врз основа на тие податоци. Така, да не велиме секогаш дека заради заморот кој што сме го чувствувале, заради стресот кој сме го имале можеби во текот на денот, променливото време ни е чест изговор за многубројни проблеми кои што ги имаме, за да си се ослободиме себе си и да не направиме нешто навреме како преглед. Но доколку има промена на тие симптоми, доколку се упорни, лековите не дават некој резултат, тогаш треба да размислуваме во друга насока. Така, бидејќи се што е навреме откриено, така, навреме ќе бидат полесно се лекува, да. Прогнозата и само уште кратко, откако веќе хируршката интервенција дали е бенигни или малигни тумори станува збор, предоперативно, постоперативно пациентот на што треба посебно да внимава во соработка се разбира со хирургот кој што го оперира. Тоа зависи од природата на самиот тумор и препораките се дават во рамки на конкретната патологија. Друга е стратегијата на опериран пациент од бенигни тумор, друга е стратегијата ако е опериран од малигни тумор. Значи, кај овие последниве почесто ги снимаме на пократок временски интервал, внимаваме на можна очекување, на жалост, повторна појава на туморот и тука сме повнимателни и со почести снимања. Така. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам на вас за поканата. Да. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Реклами во продолжение, веднаш по рекламите продолжуваме со отворената програма и најдобрите совети.